Компостирање во заедницата е пилот проект на станица 5 од Прилеп кој што за прв пат се спроведува во Македонија во селото Ропотово, општина Долнени. Проектот предвидува собирање и преработка на органски отпад, кој што ќе се компостира и преработува во органски хумус. Хумусот пак е предвидено да се користи на почетокот за наѓубрување на јавните површини во општината, а кога ќе има и повеќе количини, истиот да го користат и земјоделците за обработливите површини. Поставените станици на две места низ селото се состојат од метални корпи и канти, каде што е детално наведено на табли, односно детално е наброено кој отпад може граѓаните да го одлагаат. Во металните корпи се одлага остатоци од трева и лисја, додека во кантите остатоци од храна, кои што граѓаните наместо во останатиот отпад ќе можат да го фрлаат во тие станици за собирање, а додека па комуналното предпријатие при редовното собирање на отпад од овие канти, тој отпад ќе го собира и ќе го носи во станицата за компостирање, која што е изработена од дрво. И вработените во комуналното предпријатие ќе имаат задача понатаму да го одржуваат, соодветно да го промешуваат и да го селектираат отпадот, собраниот органски отпад со цел истиот да може во текот на неколку месеци период со соодветна влага и аерација да се произведе органски хумус. Со овој проект ќе се намалат емисиите на јаглерод и азот во животната средина, како и количините на отпад, а исто така ќе се добие и производство на органско ѓубриво. Исто така во изминатиот период организиравме серија од 3 обуки за вработените во комуналното предпријатие, кои што ги запознавме со процесот на компостирање и нивната улога понатаму во собирањето и преработката на органскиот отпад. А во наредните неколку месеци ќе реализираме и обуки со локалните жители, со кои што ќе ги информираме кој отпад е погоден за компостирање и кој отпад треба соодветно да се селектира и да се одлага во поставените корпи и канти за собирање на органски отпад. Тоа е како резултат на нашата соработка со невладиниот сектор, особено со невладината организација станица 5. Значи и досега сме давале поддршка, а од сега ќе даваме уште максимална поддршка. Прво, логистичка поддршка преку комуналното предпријатие, каде што дел од отпадот ќе го собират, односно ќе дават помош да се собират. Оние граѓани кои што ќе си го донесат сами, меѓутоа оние кои што нема да имаат таква можност, тоа ќе го прави комуналното предпријатие со помош на комуналното предпријатие. Оваа активност е дел од проектот Паметно зелено село за одржлива иднина, реализиран со поддршка на Фондација Отворено општество Западен Балкан.